Половина милион јајца запленети на граничниот премин Табановце завршија на депонијата Дрисла. Службите на АХВ и Царинската управа во текот на минатата недела спречиле нелегален увоз на 2 пратки со неозначени јајца од соседна Србија. Првиот човек на Агенцијата за храна и ветеринарство Оливер Миланов за Канал 5 кажа дека свежите јајца биле пронајдени зад првите палети со уредно декларирана стока и веднаш биле однесени на уништување во Дрисла. На граничниот премин Табановце беше спроведена акција во која при детална контрола откриени се над 572.000 необележени свежи јајца, скриени зад првите палети со уредно декларирана стока. Во едната пратка пронајдени се 270.000, а во другата 302.400 необележени јајца. Според сознанијата на Агенцијата за храна и ветеринарство, овие производи требало дополнително да се обележат и важно да се пласираат како македонски, со што директно се загрозува и угледот и конкурентноста на домашното производство. Поради можноста од салмонела, Миланов објасни дека јајцата не можело да се дадат на ниту една институција како донација. Не може затоа што не се декларирани, немаат соодветен печат, немаат рок на употреба, нели секој вид на секој јајце треба да има свое обележување. Дури табата треба да има од каде е произведена. Така да во тој случај, согласно законските подзаконските акти, не можеме да го нити да го донираме, нити пак да го дадеме на зоолошка градина. За вклучените субјекти во овој случај, од Агенцијата за храна и ветеринарство соопштија дека ќе бидат изречени соодветни мерки, а ќе следуваат и дополнителни проверки на нивното досегашно работење. Претходно ветеринари на АХВ на граничниот премин Ќафасан забранија увоз на 27 тони говедско месо со потекло од Парагвај, а минатата недела забранија увоз и на пратка со 22 тони ореви со потекло од Казахстан, поради несоодветно означување и одстапки во пропишаните критериуми за квалитет и безбедност на храна.